Бела, сирна или сиропусна седмица е седмицата пред прочка во чии денови не се јаде месо, туку се јадат млекото, јајцата и продуктите што ги содржи нив. Со месото се опростуваше претходната недела, кога последно се јадеше месо. Од оваа седмица со останатите продукти со животинско потекло, па од понеделник наречен како чист понеделник започнува Великденскиот пост. Прво, оваа недела е мрсна недела, у петок се мрсе. Цела недела се мрсе, а после чист понеделник се посте за Великден. Натака. И прочка нешто најубавото. Помалите одат кај постарите, со портокалче, на време се клањаме, унидуваваме и младите доваѓаат кај баби и кај дедовци. Едно време одајме на гробиша, сега беше задушница, една недела пред прочка, не се оде, рачуна се весел, убав ден, праве си свадби на прочка. Нема да јадеме мрсно, таму има си денови кога ќе јадеш риба како, кој сака да посте до великденските пости. Нека се за нов годин. Нека е. Па да, и тоа се простува. Се простува, ако ти греше некој. Да, цела недела. Од понеделник е чист понеделник. Само леп, например, солчичка без зетин. Одека знам, па ќе се простува така. Оваа недела домаќинките подготвуваат баклави, си купуваат портокали и верниците си опростуваат еден на друг. Се со цел ги очистат душите и со чистина го започнат постот од понеделник. Прави се баклава, тоа најтаквото јадење, баница се прави, риба се прже. Баклавичка ти се направиш. Прочка или велики поклади ден во православното христијанство на меѓусебно простување меѓу верниците пред почетокот на Великденскиот пост. Прочка е подвижен празник, датата му се менува во зависност од датата на Великден и секогаш се паѓа точно на седмата недела пред Великден. Од верски аспект, прочка е еден од манифестациите на искрената и пожртвувана љубов кон ближните, која треба да го следи примерот на Исуса Христа за безусловно и безгранично проштевање меѓу луѓето. Прочка бара помладиот од постариот со зборовите прости ми, а постариот одговара простено да ти е од мене и од Бога.